Есенувате ли јако како есенинови стихови, вие фрикови, навлечени на кликови? Добре дојдовте во Тантрум радио. Надвор е есен со сета сила, полна со суровост и убавина. А есента без прашање ги сетира умот и телото во една меланхолична благосостојба која има посебен саундтрак и посебна фотографија. Подсетник дека се е поврзано, подсетник дека си дел од една голема, заплеткана мрежа на причини и последици, во која атмосферските промени влијаат на расположението, кој пак влијае на мислите, кои пак влијаат на однесувањето, кој што влијае на однесувањето на другите, кои што влијаат взаемно на нас, за да синергично влијаеме на средината која потоа би влијаела на атмосферските промени. И така во еден бесконечен луп. Периодов доживувам некоја пријатна дисоцијација која ми дозволува да се посматрам од страна и во ништо повеќе да не верувам. Да се посматрам не само телесно, туку и ментално. Да си ги видам мислите без да ги мислам, туку да ги обсервирам со ладна глава. Есенската колоритност и поетичност ме подсеќаат на некои стари подзаборавени мириси и звуци. Лушпи од мандарина, наредени по плотната од шпоретна дрва, најчесто марка Смедеревац, веднаш до гезвето полно со вода која што стои до десното корнер знаменце. Тоа е вистинскиот humidifier или навлажнувач на воздух, а не сега овие модерни уреди што тивко продуцкаат и мирисаат на коктел од покакани бебиња и екзотични овошја. Покриен си до врат со дебело кеве со шара од некој тигар, на нозете тазе сплетени калци, едра плетка, а на тебе зимско рекреативна програма. За доручек сутлијаш со цимет директно од тенџере. Успат имаш дневна доза македонски народни приказни, каде што Гоци и Шенка солидно ќе ти истравматизираат со нивните ѓаолски костими. Сетне следува блок цртани филмови од источниот блок, некоја чистокрвна психоделија, па малце едукативна програма, па звон и така натаму. Потоа излегуваш и се стационираш во најблиската малска флиперджилница. Храмот на нашето детство. Внатре 8 битни екрани што пулсираат, минимал техно звуци што пленат, лупање по самите џојстици звучи како маестрално джез соло на тапан, а мирисот на 350 симултано запалени цигари се шири како неофицијален тамјан на оваа култура. Апсолутна паралелна реалност. Имаш нешто ситно во джеп, купуваш жетони за сите пари и запловуваш во светот на аркадните класици Street Fighter, Mortal Kombat, Tumble Pop, Punk, Bubble Double, Spin Masters, Punisher и секако иконата на секоја флипер сесија Cadillacs and Dinosaurs, алиас Мустафа. Ако го свртиш Мустафа со само еден жетон, тоа беше повеќе од успех, затоа што тоа беше статусен символ и неофицијален индикатор дека си го совршил занаетот. Освен места за забава, овие флипери беа нашите први школи. Таму научивме стратегија, тактика и помалку животна филозофија. Како така, некако не воспитаа. И баш им благодариме за тоа. И тоа ретроспективно сценарио ме подсеќа дека се е окей и дека се ќе биде окей, колку и да не е во моментот. Иако главните глумци од филмот веќе ги нема, некако ти е драго што воопшто биле тука некогаш. Ти мафтаат од вечноста
и мафташ назад. Окей си и тие, блажени, позади времето каде што не постои болка, и позади болката каде што не постои време. Чудно е тоа навраќање, таа прошетка по флешбек од бившите времења. Често и се враќам на првата моја касета, например, што си ја купив од своји пари. А под своји пари мислам пари зачувани на ваков или таков начин, без супервизија од моите. Iron Maiden, Brave New World, храбриот нов свет, како по романот на Хаксли. Секоја песна ебена химна. Радо му се враќам на Brave New World неколку пати годишно. Особено кога ми е скурчено и од музиката и од тишината. Затоа што тој ми е некаде помеѓу. Комфорен вакуум и меур полн со сила и топлина. И секоја година оваа касета звучи малку поистрошено од лани, поизвито перено и почудно. Веројатно откривам нешто ново секој пат кога ќе ја преслушам. Откривам нешто ново во старото. Пред да продолжам, би сакал да упатам голем поздрав до екипата на Офнет МК, медиумскиот партнер на Тантрум Радио. Најцарските спортски анализи, филмски и книжевни рецензии такугере и секако најекстравагантните рецепти, сето тоа собрано на една адреса off.net.mk. Нема промаше. А денес зборувам за историјата на носталгијата и незиниот парадокс. Како таа истовремено не кочи и не турка напред. Носталгијата е тешка за дефинирање, затоа што не е нужно срекна или тажна емоција. Таа е копнеш за дом од минатото, несовршен, а понекогаш и измислен. Во сета своја нејасност, носталгијата нуди бегство од неизвестноста на иднината во безбедноста на минатото. Ќе ја поминам историски, од незиното потекло кога ја третирале како болест, до незината улога како една од клучните емоции на нашето време. Започнал во 1680 година, кога група швајцарски војници, стационирани далеку од дома, се соочиле со мистериозна болест со застрашувачки симптоми како што биле халуцинациите, губењето на свеста и физичката слабост. Оваа состојба била особено изразена во есента, правејќи ги неспособни за борба. Амбициозниот студент по медицина, Јоханес Хофер, го истражувал феноменот, кој го поврзувал со длабокиот копнеш по домот. Во 1688 година Хофер го дефинирал терминот носталгија, создавајќи нов медицински поим од грчките зборови ностос, што значи враќање дома, и алгија, што значи болка. Носталгијата, според него, не било само физичко, туку и психолошко заболување со симптоми како што се интензивна тага, срцеви палпитации и губење апетит. Хофер верувал дека причината за оваа состојба била така наречена вибрација на нервите, која ги задржува сликите за домот. Алтернативни теории вклучувале влијание од атмосферски притисок и звуци од швајцарските села, како например звончиње на кравите, кои буделе копнеш кај војниците. Единствениот лек бил враќањето дома, но тоа често било неизводливо поради воените приоритети. Наместо тоа, се применувале бизарни и сурови методи, како што било ранувањето и пуштањето крв, изолацијата или други закани кои вклучувале физичко насилство. Забраната за песни со мотиви за домот исто така бил обид за намалување на носталгијата. Ова е уште еден потсетник дека музиката од секогаш била повеќе од звук и дека универзален јазик кој ги поврзува луѓето, носи надеж и подсетува на хуманост во време на кризи.
Носталгијата, како што ја дефинирал Хофер, била длабок копнеш по изгубениот дом, но и колективен феномен кој одразувал универзалната човечка потреба за припадност. Иако тогаш била сметана за болест, денес ја разбираме како меланхолична, но утешна емоција која ја слави човековата врска со минатото и домот. Таа сепак не е нов феномен, ниту пак е ексклузивен за европјаните. Пред да биде дефинирана од Хофер, го имаме Хомер. Во Одисејата, напишана околу 8 век пред новата ера, очевидно се гледа носталгијата на Одисеј и неговиот присилен копнеш да се врати дома. Неговата долгогодишна Одисеја не е само враќање во Итака, туку и повторно спојување и конекција со идеализираниот дом што го оставил зад себе. Како што би рекол Хофер, Одисеј копнел за мајчиното млеко, за изгубената сигурност на домот. Носталгијата се појавува во речиси сите култури. Во португалскиот јазик зборот saudade, веројатно така се чита, го опишува тој меланхоличен копнеш по нешто или некого што е изгубено или недостапно. Португалскиот писател Мануел де Мело го нарекува задоволство кое го поднесуваме и болест во кое уживаме. Овој концепт покажува дека носталгијата е истовремено болка и утеха, амбивалентна состојба што ги опфаќа и загубата и приврзаноста. Кога сме веќе кај португалските думери и мајстори на пишаниот збор, мора да ја спомнам книгата на Неспокојот од Фернандо Песоа, една од моите најомилени книги на сите невремиња, како интимен дневник на едно непознато јас и литературно ремек дело кој го истражува внатрешниот свет на човекот обвиен во меланхолија, самоиспитување и копнеш. Топло препорачувам. Ниту Јапонија, ниту Индија, ниту Етиопија, ниту Македонија не остануваат имуни на оваа емоција. Миладинов ја срокал тага за југ од чист порив. Немал ни поима дека на крај поемата ќе се претвори во вино. Исус на своето време. Западната концепција на носталгијата имала уникатен развој. Западот за прв пат ја класифицирал носталгијата како медицинска состојба, започнувајќи со швајцарските војници, но таа брзо го надминала својот регионален контекст. Лекарите почнале да ја диагностицираат кај британските војници кои биле стационирани во Индија и кај француските војници за време на наполеонските војни. Како што империализмот се ширел, така и носталгијата го следала во чекор, одразувајќи го копнежот за дом кај луѓето што биле принудени да ја напуштат својата земја заради експанзија на европските сили. Бидејќи војниците не можеле да се вратат дома, писмата станувале вториот најдобар лек за нивните растревожени мисли и души. Весниците често пуштале апел до јавноста да испраќаат што е можно почесто пошта на војниците, тврдејќи дека таквиот гест може буквално да ја спречи болест. Сепак, не секој имал честа да биде носталгичен, колку и да звучи тоа абсурдно. Најпогодени од овој нонсенс биле робовите, насилно одвоени од своите домови и семејства, кои биле лишени од правото да искусат оваа емоција. Показател колку луѓето може да бидат безошни зверови, ставајќи вето на емоциите. Пред американската граѓанска војна, робовладителите верувале дека поробените луѓе не се способни за приврзаност кон домот, а со тоа ни закопнеш по истиот. Оваа перцепција не била само медицинска, затоа што повеќето белци кои учествувале во трговијата со робови, верувале дека црнците немаат исти емоции како нив. Еден Томас Джеферсон, меѓу другите,
тврдел дека нивната тага е минлива и дека тие живеат повеќе во сензација отколку во рефлексија. Според него, робовите биле водени од непосредни чувства и телесни сензации, наместо од длабоки мисловни процеси или рефлексија за својата состојба. Робовите биле гледани како не како човечки суштества, туку како обична роба. Нивните емоции биле игнорирани, освен во случај кога биле болни и неспособни за работа нормално. Дури и тогаш, медицинската заедница реагирала само од економски интереси на робовладетелите. Тие измислувале псевдонаучни концепти, како што е драпетоманијата, термин што ја опишувал желбата за бегство како ментална болест. Лекот во наводници за оваа болест, исто така во наводници, бил редовното камшикување. Овој термин, создаден од грчкиот збор драпетес, кој во исто време значи бегство и лудило, служил за патологизирање на стремежот на поробените луѓе за слобода. И ова не е единствениот случај кога носталгијата била потисната или инструментализирана од одредени групи. Во 1830 година, со донесувањето на законот за отстранување на индијанците, било препознаено дека домородните американци, присилени да ги напуштат своите родни земји, искусувале длабока траума и носталгија. Меѓутоа, нивната болка често била ставана во ист контекст и во ист кош со чувствата на европските доселеници кои доброволно, мигрирајќи на запад, се соочувале со исто со сличен вид на загуба и копнеш. Оваа споредба сепак ги игнорирала суштинските разлики помеѓу присилната миграција, проследена со насилство и дехуманизација, и изборот за преселба во потрага по можности. Наместо да ја признае уникатната болка на домородните и поробените народи, таквата рамноправност само ја затврстувала нивната маргинализација. Истовремено, носталгијата кај европските групи била романтизирана, прикажувајќи ги како херои во потрага по подобар живот, додека страдањата на другите останувале невидливи. Ова е еден од многуте примери кога системите на моќ ја користеле носталгијата како алатка. За едни мајка, за други маќеја. Или како што би рекол Орвел Ѓоргија, едните свињи се секогаш малку поеднакви од другите. Носталгијата долго време била погрешно разбрана, диагностицирана како смртоносна болест кај војниците на бојното поле. Таа на прв поглед имала едноставен лек – враќањето дома. Но овде се јавува едно бонус проблемче. Проблемот се појавувал кога истите тие војници по враќањето откривале дека болеста не исчезнала. Домот, оној кој го замислувале како спас, повеќе не бил ист, а ни тие самите не биле истите луѓе. Војната ги променувала, носејќи со себе трауми и нови перспективи, а нивниот дом се менувал низ времето, недопрен од нивното отсуство. Она што некогаш бил нивен ментален сојузник за преживување на ужасите на борбата, идеализираната слика за домот, продолжувало да ги прогонува и по враќањето. Медицинските професионалци останале збунети. Ако носталгијата требало да се изличи со враќањето дома, тогаш зашто тоа не функционирало. Дополнително и покрај сите напори, лекарите никогаш не успееле да најдат физички доказ за некаква болест во телата на војниците. И сето тоа укажувало дека носталгијата можеби не е поврзана само со местото, туку и со времето, со копнежот за нешто што било изгубено или неповратно изменето. Со тек на време, носталгијата полека престанала да се прецепира како физичка болест и започнала да се третира
како емотивна состојба. Оваа трансформација била суштинска за начинот на кој модерниот свет почнал да ја разбира. Некои сугерирале дека индустриализацијата ќе ја искорени носталгијата, но тоа не се случило. Туку напротив, модернизацијата само ја засилила. Со зголемената мобилност, било по избор или присилно, многу луѓе се преселувале, искусувале нови култури, прифаќале нови јазици. Ова не било само случај со мигрантите, туку и оние што останувале во своите градови и села чувствувале сличен копнеж, бидејќи нивните животи се менувале со индустриализацијата и воведувањето на нови стандарди на работа. Дури времето било стандардизирано, особено со појавата на 5-дневна работна недела. За фабричките работници, за студентите и мигрантите, носталгијата била реакција на чувството на губење на контрола врз сопствениот живот. Времето, некогаш интимно и органско, било преобликувано во алатка за масовна индустриализација и глобална економија. Дури оние што не ги напуштале своите домови, чувствувале дека нешто е за секојаш изгубено. Во овој контекст, носталгијата станала универзален копнеж не само по изгубеното место, туку и по изгубениот начин на живот. Овој нов поредок, кој е дефинирал модерната ера, истовремено го носел и подемот на контракултурните движења како што бил романтизмот. Со својот акцент на емоциите, на природата и индивидуалноста, романтизмот бил обид да се врати чувството на контрола врз животот и да се рехабилитира изгубеното во модерната трансформација на светот. Во текот на 19. век, со подемот на романтизмот, носталгијата добила нова улога и значење. Романтизмот, како културно движење, длабоко ги променило уметноста, музиката, литературата и филозофијата. Како реакција против рационализмот на ерата на просветителството и механизацијата на индустриското доба, романтизмот се фокусирал на субјективноста, имагинацијата и на емоциите. Носталгијата природно се впила во овој сензабилитет, станувајќи литературен и уметнички израз на вознемиреност и копнежот на времето. Романтичарската носталгија исто така одиграла клучна улога во формирањето на националните идентитети. Копнежот по одамна изгубената татковина го претворил минатото во она што денес го нарекуваме културно наследство. Еден од најзначајните примери е зачувувањето на катедралата Нотр-Дам во Франција. Во текот на 1800-тите Нотр-Дам бил во доста запуштена состојба. Виктор Иго, познатиот француски писател, ја искористил својата уметност за да ја нагласи важноста на оваа црква, представувајќи ја како централна фигура во неговиот роман Звонарот на Богородичната црква во Париз од 1831 година. Ова инспирирало проект за реставрација, започнат во 1844 година, кој имал за цел да ја зачува ова икона на француското наследство. Иронијата е што континуираните реставрации ја направиле оваа црква поранлива на несреќи, како што беше пожарот во 2019 година. Тоа е еден потсетник дека за опасноста од прекумерното навраќање во минатото. Овде го имаме и Патникот над морето од магла, уметничко дело од Каспар Давид Фридрих, создаден во 1818 година. Сликата прикажува фигура на човек со темен капут, со стап во раката, кој стои на карпа над океан од магла. Лицето на фигурата не е видливо, што прави гледачот да се идентификува со него. Човекот не е само наблюдувач на природата,
туку и дел од неа, соочувајќи се со незината величина и мистерија. Маглата, која го покрива пејзажот, сугерира непознатост и несигурност, како символ на животните патувања, кои често се нејасни и сложени. Планините кои се издигнуваат над маглата може да се гледаат како символ на човечкиот стремеж да се стигне возвишеното, духовното и недостижното. Оваа слика ќе заврши како тетоважа кај мене на грб кога тогаш. Проверете го Фридрих и неговите дела. Тоа е огромна инспирација за естетиката, и сценографијата кај многу режисери од каливарот на Тарковски, Ангелопулос и слична екипа. Романтичарската ера ја офаќа не само носталгијата за она што било, туку и несигурноста за иднината. Додека светот брзо се менувал, старите начини на живот исчезнувале, а луѓето се држале за спомените како начин да најдат стабилност. Носталгијата станала мост меѓу сигурноста на минатото и неизвестноста на иднината. Чувство истовремено исполнето со задоволство и болка. Иако уметничката и психолошката перспектива на носталгијата се развивале паралелно, тие биле во постојан допир, прикажувајќи оваа емоција како резултат на судирот меѓу човековата природа и брзите промени во светот. Романтизмот, со својот копнеш за минатото, помогнал да се дефинира носталгијата како чувство што го надминува времето и културите, оставајќи трага што и денес продолжува да инспирира и избунува. Мотаме напред со fast forward ефект и одеме во средината на 1950-тите години. Овде носталгијата доживеала трансформација од болест во расположение, добивајќи ново, културно прифатено значење. До средината на векот, стигмата што долго време ја следала носталгијата започнала да се укинува, отварајќи простор за нејзина интеграција во културата. Оваа промена поставила важно прашање. Ако носталгијата повеќе не е нешто што треба да се излечи, како може да се искористи? Така започнало нејзиното патување од емоционален феномен до пазарна алатка. Во 1970-тите години носталгијата веќе била цврсто вкоренета во поп културата. Со завршувањето на Виетнамската војна и подемот на контракултурното хипи движење, популарноста на емисии и серии како Happy Days ја искористила жетта по времето од 50-тите, ера што била романтизирана како период на стабилност и просперитет. Make America Great Again. Сепак, ова сеќавање на 50-тите било силно идеализирано, игнорирајќи аспекти како Корејската војна, трката за нуклеарна доминација и системската расна сегрегација. Носталгијата за срекните денови представувала селективен поглед на минатото, кој бил подготвен за комерцијална експлоатација. Подемот на популарната култура на носталгијата кулминирала со проектите како Брилјантин и почетокот на она што се нарекува пазар на носталгија. Маркетерите како Доналд Хендон предложиле нова перспектива за животниот циклус на производите, тврдејќи дека старите производи може повторно да станат популарни ако ги активираат позитивните спомени на потрошувачите. Ова го означило почетокот на трендот на враќање на стари филмови, стари емисии и производи, што продолжува и до ден денес. Од ремейкови на класични филмови до рестартирање на популарни серии, индустриите откриле дека носталгијата не е само емоција, туку и профитабилна стратегија. Отвори било која српска телевизија и покрај хиперпродукцијата која е актуелна во последните неколку години,
ќе ги најдеш и видео лентите од 90-тите заглавени на репит во непопуларните термини. Сето тоа е со умисла и никако не е случајно. Прашањето останува: дали ова рециклирање на идеи е резултат на недостаток на оригиналност или носталгијата е толку моќна што е главен двигател на поп-културата? Многумина сметаат дека рециклирањето на стари концепти е по-безбедна инвестиција од ризикувањето со нешто ново. Тоа е особено видливо во филмската индустрија, каде што продолженијата и ремейковите се фаворизирани како сигурни хитови. Во овој контекст, маркетингот на носталгијата станал начин за брендовите индустриите да капитализираат на природниот копнеж на луѓето за минатото. Фред Дејвис, изучувач на носталгијата, во својата книга Копнеш по вчера или Копнеш за вчера, ја опишува оваа појава како бранови што обично следат во големи кризи, за време на големи кризи. Например, 11 септември и рушењето на близначките предизвикало носталгија за старите добри времиња на американската стабилност. Големата рецесија во 2008 година пак ги натерала луѓето да копнеат по период на економска сигурност. Слично, пандемијата на COVID-19 ги активираше копнежот за времења кога животот изгледаше едноставен и предвидлив. Носталгијата во суштина функционира како средство за справување со кризи. Во времења на хаос и неизвестност, таа нуди утеха преку илузијата за стабилност, враќајќи не во период што, во сегашниот контекст, изгледа како прибежиште. Дори и кога тие времења биле далеку од идеални, носталгијата ги реобликува во нешто што се чини подобро од сегашноста. Ова ја прави носталгијата не само лична, туку и колективна емоција, мост помеѓу минатото и сегашноста, која продолжува да ја обликува и преурамува културата и економијата на модерниот свет. А доколку вие сакате да ја обликувате содржината на Тантрум Радио, слободно споделете епизодата со пријатели и непријатели, оставете коментар, забелешка, а доколку сакате финансиски да ја поддржите содржината, во опис имате линк до PayPal. Почастете ме пиво, кафе, хелекс, кој колку сака и кој колку може. И да не сакате или не можете, да сте живи и здрави. И не заборавајте да спиете барем по 6 сати. Дури Шекспир правил пауза меѓу трагедиите. До слушање.